Дечки, денеска ќе зборувам за едно истражување многу интересно. Баш гледав видео со Роберт Розентал, мислам дека беше, од Харвард, и направиле истражување многу интересно. Слушнете го сега колку интересно ова истражување кое што е направено, а истражувањето било во следниот контекст. На професори кои што биле во некое училиште во Соединените држави, им кажале дека од даден број на деца во училиштето се очекува да имаат голем напредок и дека ќе бидат многу добри академски во таа година. Тоа го кажале поради тоа што сакале да видат како очекувањата кон децата од наставниците, дали ќе има влијание како они ќе се покажат. Тоа не било нешто кое што било вистинито. Значи, они не процениле дека стварно тие ќе напредуваат таа година. Тоест, дека се очекува баш во таа академска година да покажат многу добри резултати, да бидат попаметни и така натаму и така натаму. Им ги кажале кои се тие ученици. И гледайте, она што се случило е на крајот на годината стварно имало многу добри резултати. Но гледайте, они само им кажале на професорите дека очекуваат тие деца дека се добри, дека ќе бидат супер, дека треба да ментално напредуваат или што и да било, се ја ова си додавам, предпоставувам дека од тој концепт било нешто. И така натаму дека фактички ставот кој што наставниците го имале кон тие деца многу променил како децата дале резултати. Гледате колку интересно е. Како некого го гледате, многу има врска како тој, некој, ќе кореспондира на енергијата ваша. И сега, овие луѓе, односно овие деца, им било пристапено со друго гледиште, дека се паметни, дека треба да станат и дека оваа година ќе им биде многу добра и дека тие се очекувањата и така натаму, и они имале фактички подобар пристап кон тие деца. И сега интересно е, кога го слушав ова, прво почнав да размислувам дека, уствари, јас сум имал слични ситуации. Например, наставниците кон мене, затоа што сум бил секојаш одличен ученик, секојаш имале подобар пристап во комуникација, во очекување, во начинот на кој што се понашале према мене, отколку кон некој кој што може би имал единици или двојки или тројки и така натаму. И она што сум го приметил, ја може би тоа било вистини со вас, дека, например, кога пристапот на професорот кон мене бил по-пријателски, по-пријатен, по-добар, он тогаш и ја сум давал многу поголем резултат, поради тоа што не сум бил под стрес. Како ме гледа? Зашто ме гледа? Сте виделе некогаш ако некој човек ве гледа полошо отколку што сте, тогаш и вие сте угрч и не можете да го дадете најдоброто од вас. Затоа што сте угрч. Ако некојаш сте биле на работа и на работа некој ви ги ловел грешките постојано, ве критикува, барал за што да ве казни, сте можеле да дадете продукција голема? Тешко. Ако некој наставник му се негативно намерачи на некое дете, тоа дете нема да просперира. Тоа дете ќе му биде стресно школото и тоа што го знае ќе го заборави, затоа што погледот и начинот на кој што детето е гледано од наставникот не е добро. Ама ако ние го смениме гледиштето кон некој човек, гледате, ако го смени само тоа што професорите го смениле гледиштето кон ученикот, ученикот веднаш имал многу поголема продукција, поради тоа што ставот на наставникот бил променет кон ученикот. Дека може, дека го бива, дека знае и така натаму. Е сега, исто е, например, со тренинзите. Ако сте виделе, имате некој тренер кој што верува во вас, дека сте добар, дека можете, дека и да сгрешиш ке те остави во игра, ти си дал многу добри резултати. Е сега, ако човекот, ако некој тренер нема добро гледиште или поглед на вас, тоа што што ќе се случи, ќе имате негативни резултати. Ако човекот, ако тренерот секогаш ви бара манат и ако знаеш дека на едно промашување ќе те седне на клупа, ќе имаш страв да шутнеш и веројатно ќе бидеш спорадичен играч, никош нема да станеш главен играч.
Друго нешто што го гледав во врска со очекување, во врска со верување. Гледате, имаше дадена ситуација, некое детенце. Имаше некоја случка, гледав некој документарен филм, каде што две деца на некое заледено езеро си играле, другарчево паднало во езерото под ледот, и друго детенце кое што било мало, со рачето го скршило ледот и го извадило другарчето, му помогнало. И беше правена анализа на самиот документарен филм. Како е можно детево кое што било толку мало, толку дебел лед да скрши? И фактички целата поента беше дека преку силата на детето, кое што тоа е имало на негова возраст, е невозможно детето да го скрши ледот за да му помогне на другарчето. На крај заклучокот беше како е тоа возможно да биде направено, вели поради тоа што веројатно никој не го убедил детето дека не може. Детето не знаело дека не може. Гледате, ако некого го убедите дека не може, не е нормално, не е нормално, па не е нормално ти да си среќен, па кај ти на ова ако не е среќен, што се волку озарен, зашто ти толку среќен си, нешто не е нормално со тебе, он ќе свати дека не е нормално да е нормален. Е сега во околина каде што ти си сватил дека не е нормално си нормален, полесно ти бидеш ненормален. Ама ако човекот очекува од тебе да си нормален, ако човекот очекува од тебе да си храбар, ако човекот очекува од тебе да си добар, замислете, сме имале родители кои што не терале да идеме у неуспех, кои што те охрабрувале да одиме во неуспех. Колку би било полесно да успееме. Ама ако имаш ти, кој што некој цело време ти вика, пази, немој да не успееш, немој да не посрамиш, немој да кренеш рака да не знаеш, мисли два пати дал ке кренеш рака, затоа што последниот пат си кренал рака, не си знал и сега. Детето е несигурно, а ако е едуциран дека гледај, имате успех, неуспех, успех, неуспех, успех, неуспех, ти мораш преку неуспех да доеш до успех. Ако не едуцирале така, полесно ќе ни било да успееме. Но да се вратам сега на верувањата. Гледате, кога имате некој човек кој што верува во вас, многу е убаво. Ако има сопругот жена која што верува во него, тој лета. Ако сопругот верува во сопругата, таа лета. Кога имаме верба во нас, тогаш имаме ветар во грб. Ако луѓето не гледаат со убави очи, тогаш ние убаво се однесуваме. Ако луѓето не гледаат со убави очи, тогаш неубаво се однесуваме. Има многу убав цитат од Џон Максвел, вели, ако некој не те вреднува, не може да ти даде вредност кај тебе. Човек што не те вреднува, не може да ти даде вредност на тебе во животот. Парафразирам се малку. Ама ако имаш човек што те вреднува и што те гледа позитивно и што те гледа добро, тогаш тој човек ти дава вредност на тебе и те ослободува од грчот. Затоа што кога човек поради некоја грешка, поради некоја недобра комуникација, поради тоа што некој се скарал еден со друг и се другиот те гледа со презир или те гледа негативно или те гледа како да си сгрешил нешто однапред, ти се чувствуваш у страв, а стравот не е емоција на продукција. Гледайте каде има зачаран круг, например во браковите или во релациите. Сопругот ја гледа сопругата на негативен начин. Сега она, наместо да е креативна, она целиот свој труд се обидува да докаже на сопругот дека не е она таква. Сопругата го гледа сопругот на негативен начин. Он место да продуцира, да прави, да креира, сега он се обидува да докаже на сопругата дека он не е таков. И сега луѓето губат најголем дел од времето во докажување едни на други дали овој ваков, дал не оваков, и не може да си креативен во средина која што не те гледа убаво. Друг експеримент, не знам кој беше, во врска со растенија. На некој растение кога го одгледуваш, ако му се дереш, не цути, не цвета, на некој ако му правиш муабет и ако имаш позитивна енергија цвета. Е сега, исто е со луѓето. Ако ние кон луѓето гледаме со очекување позитивни, затоа што некој луѓето викат, ама ја очекувам и после тоа ќе се разочарам. Твоја задача е да не се разочараш. Зашто да се разочараш? Некои луѓе се многу брзи на разочарување, одма се разочаруваат. Поентата е да веруваш, да се трудиш да го направиш тоа во кое што веруваш, поради тоа што ако ти веруваш во нешто што е добро, ако веруваш во нешто што е позитивно, ти ќе имаш убав живот. Ако ти веруваш во негативно, ти си песимист,
Ама твоите верувања и очекувања многу го менуваат квалитетот на твојот живот. Ама луѓето неќе да се опуштат да веруваат во добро, за да не бидат разочарани. Проблемот е не е што нема добро, него он кој ќе се разочара све гледа дека не е добро. Ама он многу брзо се разочарал. И затоа човекот кој ќе се разочара го сменува своето гледиште. Но многу е важно да имаме позитивни очекувања од околината. Видите, кога имаш позитивни очекувања од околината, како ги гледаш луѓето, многу влијае какви тие ќе станат. Има една многу убава приказна. Имало некои две деца што биле големи белјаджи кај индијанците. Во некој индијански камп имало две деца белјаджи биле. И никој не можел да ги коригира двете деца. Дошол по главицата. По главицата како најмудар ги гледа децава дека прават белја. Корнеле трева. Односно, корнеле цвекиња. И сега, корнејќи цвекиња, она што се случува кога корнеле цвекиња, дошол по главицата и им го рекол следново. Браво, деца, многу сте вредни. Овие се зачудиле. Се погледнале. И го прашале по главицата зашто сме вредни. Вика, па, зар не сакате да ја припремите почвата за сеидба, тоа не го правите? Да, тоа го правиме. Браво, знам дека тоа го правите. Наредниот ден ги гледа се тепаат. Пришол повторно индијанецов и пак им рекол на децата, вика, браво, вика, и денеска сте многу вредни. И они се погледнале, и она што се случило, пак го погледнале по главицата, му викаат, зошто? Па вика, се тепале деца, замислете, значи убитка, се тепа. И он вика, па сакате да се спремите за убитката со каубојците, вика, тоа не го правите, вика, ти што го тепаш, не ćeš да му покажеш да види како ќе му биде ако го зарубат? Не го правите тоа? Да, тоа го правиме. Што сакале да бидат пофалени. И третиот ден го барале да им даде работа. Гледате, кога имаме позитивни очекувања од други луѓе, кога имате очекувања дека ќе биде добро, кога имате очекувања дека нештото ќе испадне како што треба, тогаш обично и работите испаѓаат како што треба. Ама немојте да бидете брзи на разочарување, затоа што разочарувањето е како да го земете штекерот на телефонов, кој што е на штекер приклучен, и да го отштекате и да се испразни вашата батерија. Вашата батерија, вашата енергија, која што имате во вас, е од верувањата и очекувањата. И јас очекувам дека убави работи ќе дојдат. И вие очекувате дека убави работи ќе дојдат. Ја не очекувам нова предавање да има некој што ќе ме псуе, и да има, не му обраќам внимание. Ама очекувам да има убави коментари, очекувам да има променети луѓе, очекувам да ви помогнам, тоа очекувам. Сега гледайте, ако ти и трнеш, ја ништо не очекувам. Ти не си спремен да влиеш на исходот. Гледайте, човек што вика, ја ништо не верувам, не очекувам. Каква енергија има тој човек? Ај кажете. Тој човек што идам без очекување. Тој има поише контрола или некој што иде со очекување? Кој има поише контрола? Зашто гледате, човекот што има очекување и упорен, тој знае да исконтролира ситуацијата во позитивна насока. Затоа што има очекувања и сака да направи да биде добро. Сега тој човек е причина. Ама ако имате некој човек, ја идам без очекување, немам никакви очекувања, тоа што се случува, тој човек не е причинител. Тој човек не твори, тој човек не прави, тој човек не креира. Се гледате, целата поента е да имаме очекувања, да имаме цели, да имаме визија. Што вие ако имате цел, што и вие не очекувате дека ќе постигнете целта. Замислите, имате некој човек има цел, ама ја не очекувам да постигнам целта. Тогаш не можеш да бидеш во добра енергија. Сега, ако човекот ја има целта, и ако човекот има позитивни очекувања, и ако не се разочарува од некои стопови, кои што човекот ги има, и ако продолжи понатаму, тогаш човекот се чувствува како што треба. Затоа што ја има контролата врз животот. Човекот кој што е разочаран нема контрола. Гледате, ако човекот има иднина, ако човекот верува, ако човекот се надева, он пушта бранна енергија од вниманието негово. Ние со вниманието контролираме. Верува, очекува,
сконцентриране, затоа што е фокусиран на тоа, он има контрола. Ама некој човек, замислете, нема цел, а и ако има цел, а не верува, тој е песимист, он не е спремен. Гледате, он не е цврст, он нема јачина. Ви текнува дека ви кажав минатиот пат во претходниот лайф, изгледате го ако не сте го гледале, затоа што зборував за овие теми, дека зборот верба потекнува од старонордски, стар јазик у скандинавскиот полуостров што се зборел. Гледайте, ако зборот верба потекнува од старонордиски збор, кој што значи сила. Човекот кој што нема верба нема сила. Човекот кој што нема позитивни очекувања нема сила. Се што ми е поентата? Можете да ги смените луѓето ако го смените гледиштото кон нив. Ако гледате некој човек дека е негативен, почнете да го гледате малку по-позитивно. Ако го гледате некој човек позитивен, продолжете да го гледате позитивно. Гледате го уште подобар. Затоа што ако ја ставите висина над тоа што човекот е и велиш дека ти очекуваш тоа да се деси, он ќе има позитивна игра да го сака да го направи тоа. Ама ако он е тука, ти го гледаш на ова ниско ниво, она што ќе се случи, он ќе падне на нивото на кое што ти него го гледаш. Кој маж е посветен? Кој ќе отидат некаде на слава и на некоја средба и он ќе каже нешто и жената ќе му се изнасме, ќе го саботира, ќе го закача на некултурен начин. Тој маж не може да е среќен. Ама ако он каже нешто и женава го поддржи и му даде елан и му даде позитивна енергија, супер е. Жена исто. Ако каже нешто и мажов и се восхитува и се воодушевува, како да ја кажала најголемата мудрост на цела планета, она ќе се чувства убаво. И така треба да биде. Поради тоа што ако сакаме да ги подобриме луѓето, мораме да го подобриме погледот кон нив. Поради тоа што ако ние не ги гледаме луѓето во подобро светло, тогаш ништо нема да функционира. Она што функционира е позитивната енергија. Еднаш зборував дека некојаш ако имате негативна енергија, ќе дојдеш дома, ќе упалиш светло, ќе експлодира си лицава, поради тоа што ти имаш негативна енергија. Влагаш нервозен у колава ќе се расипе. Доаѓаш нервозен дома, пушташ бойлер, ќе прегори нешто. Ама ако имаш позитивна енергија, све функционира. Сега позитивната енергија доаѓа од позитивното гледиште. Ако човекот има позитивно гледиште кон другиот човек, тој функционира. Ако ти имаш негативно гледиште кон сопругот или сопругот има негативно гледиште кон жената, таа не функционира. Зашто? Па поради тоа што има сноп на негативна енергија, она не може да функционира у негативна енергија. Мажот не може да функционира у негативна енергија. Ама што е тоа што треба да се смени? Она што треба да се смени е погледот или почитта. Затоа што гледате, кога имате почит кон некој човек, имате воодушевување обично. И кога имаш воодушевување, ти го гледаш повише од колку што е. И затоа работите функционираат како што треба. Гледате, воодушевување. Он е Бог. Супер. Тој ќе функционира како Бог. Он е Божица, он ја гледа како Божица, како нешто вонземско. Да, она функционира. Како кралица. Ама затоа што е гледана како кралица. Затоа и релациите се тешки последен период, затоа што се менуваат гледиштата кој кого како гледа последен период, кога ќе почнат проблеми, ставовите на луѓето им се менуваат едни кон други, и она што е многу важно е да се вратат ставовите еден кон друг како што биле на почетоците, затоа што гледате, последен период луѓе викаат абе не функционира, браков не е вако, проблеми, ама тоа е се затоа што гледиштето не е исто како на почетокот. Мажот се сменил на полошо, да, ама и нејзините очи кон него се сменил на полошо. Она веројатно се сменила исто можеби на полошо, ама сега и неговите очи ја гледаат полошо. И двете работи имаат удел. Гледате, ама на почетоците, кога некого го гледате со воодушевување и кога имате надеж за таа релација и врска, работите функционираат. Зашто? Очекуваш дека ќе биде добро. Ама ако ти почнеш еден период да очекуваш дека нема да биде добро, па како може нештото да функционира? Нема шанси. Затоа мораме да очекуваме дека ќе биде добро. Ама тоа само значи да се вратат гледиштата на почетокот и ќе видиме дека можеби проблемите кои што дошле после тоа, дошле поради тоа што се менувале гледиштата на луѓето еден кон друг. Сега, ако сакаме да немаме проблеми, мораме да имаме добар став. Добриот став е решавање на проблемите.
Со добар став човек, сте видели некој човек, нема проблеми, ќе средам ова, нема проблем, ова нема проблем. Како што викаат, волна млада снајка. Знаете, волна млада снајка, таа е волна млада снајка, ово е волен млад зет. Проблеми има? Нема. Ама после им се менува гледиштето, зашто доаѓаат проблеми, гледиштата им се гледаат, волнава млада снајка не е волна више. Снајка е, ама не волна. Зетов е зет, ама не отишол да се ја види бабата или дедото кој знае колку време, затоа што не е волен. Ама волноста доаѓа од како ги гледаме работите. Ти не можеш да си волен, а ги гледаш работите со презир. Немаш волност, затоа што не ќеш да дадеш љубов. А зашто не ќеш да дадеш љубов? Поради тоа што не ги гледаш работите како што треба да ги гледа човек. И затоа е важно да се смени гледиштето на почетоците да биде, затоа што почетоците секогаш функционираат. И ако сакаме нештото да продолжи да функционира, мораме да се вратиме на гледиштата на почетоците. Луѓе, работите многу можат поише да функционираат. Ако имаме функционално гледиште, а функционално гледиште е добро гледиште. Нефункционално гледиште е презир, огорченост, негативност и така натаму. Ја не викам дека некој не ве кани да го гледате негативно. И тој си има свој удел. Ама и тој веројатно го сменил гледиштето кон вас и тој сега неќе да ви даде позитивна енергија затоа што не те гледа у позитивно светло. Ти неќеш на него да му даеш позитивна енергија зашто не го гледаш у позитивно светло. Ама кој страда од негативната енергија? Тој што ја крира. Од што човекот уствари страда? Он страда од сопственото гледиште. Затоа што ако ние го имаме гледиштето подобро и повисоко, ќе имаме повисок живот. Мораме да ги кренеме видиците нагоре, луѓе. Не само во животот кон целите, затоа што ако гледаш поубава цел, ја имам еден цитат, не го објави уште Сандра, ама ќе биде објавен, кога имаш возвишена цел, поблиску си до возвишената енергија. Кога имаш возвишена цел, поблиску си до возвишената енергија. Ако го гледаш сопругот возвишено, кај него возбудуваш возвишена енергија. За сопрузите, ако ја гледаш жена ти возвишено, кај неа мотивираш возвишена енергија. Но ако човекот гледа нешто ниско, со презир, со предрасуди и со негативна енергија, не може ништо добро да излезе од тоа. Зашто ако човекот го гледа нештото со презир и го гледа долно, он прво не функционира, затоа што презирот и да гледаш некого долно, ти го правиш проблемот, но му правиш проблеми на оној кој што го гледаш долно, со презир и со непочит. Прво ти се уништуваш себе си, затоа што го гледаш тоа на тој начин. И второ, гледайте, го уништуваш и тој друг човек кој што го презираш, поради тоа што фрлаш негативни честички на енергија кон него. Мораме да се вратиме на убавите гледишта. Мораме да го видиме животот на друг начин. Мораме да ги најдеме убавите работи. Во околината, во луѓето, во пријателите, во фамилијата, во децата, во родителите. Мораме да ги најдеме убавите работи. Поради тоа што, кога ќе ги најдеш убавите работи кај некој друг човек, тоа е како да полеваш цвеќе. Ама ако фактички му ги кажеш цело време негативните работи на другиот човек, тоа е како некое цвеќе на кое што му смета светлина, да го ставиш на 39 степени и ќе се суши. Поради тоа што му треба вода, му треба наводнување. Сега, како ги наводнуваме луѓето? Преку позитивна комуникација, преку позитивна енергија, преку позитивни мисли, преку гледање на другите луѓе дека се позитивни. И верувајте ми, луѓето обично имаат направено многу по-позитивни работи. Еднаш некој ќе сгреши и ќе му се фатат за таа грешка. Знаете, има еден цитат, не знам од кај го прочитав, вика: на добар дечко му се наоѓаат мани, на лошиот дечко му се наоѓаат убави работи. Веројатно и за девојки истото важи. Така да, ако човекот фактички го гледаме добро, он ќе продолжи да биде добар. Ако девојката ја гледаме добро, она ќе продолжи да биде добра. Од нас зависи дали нашата околина функционира или не функционира. Одговорноста е да го смениме ставот кон некој друг човек. Зашто првото нешто кое што претходи на неодговорноста
е неодговорниот, тоест негативниот став. Како може некој човек да биде одговорен ако све негативно гледа? Тој човек, поради тоа што гледа све негативно, тој како со ласер губила тоа што го гледа негативно. Првиот предуслов некој човек да е одговорен е да ги гледа работите убаво и втора е да ги направи тие луѓе уште подобри на тој начин што ќе им помогне на некој начин, ќе им се најде во животот, ќе им помогне да ги остварат нивните цели. Затоа што гледате, ако човекот со другите луѓе се гледа со презир и на негативен начин, они више не се сојузници. Замислете, имате сопруг и сопруга, они заедно рамо, знаете кој ќе речат рамо до рамо. Знаете зашто тој збор рамо до рамо е важен? Поради тоа што кога си рамо до рамо со некого, тогаш знаеш дека имаш цел заедничка. Тогаш си тим. Ама ако си очи спроти очи, каде што се контраш со некој друг човек, тогаш имате спротивни цели, тогаш сте развиле спротивни цели. И човекот не е дека има на почетокот спротивни цели, он нема. Развива спротивни ставови и на тој начин има спротивни цели, затоа што кога развиеш ти спротивен став на некој човек, ти неќеш да му дадеш на него нешто он да има. Жената развила негативен став кон сопругот, она сега неќе да му помогне он да го добие тоа што го сака во неговите цели. Сопругот развил негативен став кон сопругата, он сега неќе да ја помогне на неа да го добие она што тоа го сака. Ама ако се рамо до рамо, тогаш се другари, тогаш се пријатели, тогаш се заедничка енергија, тогаш се позитивни, поради тоа што знаат дека сакаат да си помогнат за да дојдат до некоја цел која што ќе ги направи среќни. Одговорноста е да ги направиме другите луѓе среќни. Одговорноста наша е да помогнеме другите луѓе да бидат и да се чувствуваат среќни. Не секојаш успеваме, знам, ама важно е да продолжиме да се обидуваме, да го дадеме најдоброто од нас. Ние да работиме на себе, да се смениме, за да можеме да ги смениме гледиштата за работите околу нас. Зашто човек работејќи на себе, увидувајќи си ги своите грешки. Зошто е важно човек да превземе одговорност? Гледате, човек што не презема одговорност, он не може да го смени ставот. Човек кој што ќе преземе одговорност, он го има тој момент. Свати. Супер. Што свати? Дека сгрешил. И кога некој човек е свати дека сгрешил, он дека е утнал работата, веднаш му се враќа по добриот став за другиот човек. Ама ако имате некој човек кој што никош не може да прифати дека сгрешил, проблемот со тој човек е дека нема да го смени ставот кон другиот човек. Затоа е толку убаво сите ние да можеме да признаеме дека сме сгрешиле во даден момент. Не за друго. Поради тоа што ако прифатиме одговорност дека сме сгрешиле, што се случува? Го подобруваме ставот на оние кон оние кои што ние мислиме дека не сгрешиле. Ама може ти си сгрешил, ај види да не си сгрешил. Зашто во моментот кога ти ќе ја признаеш или прифати сопствената одговорност, прво нешто што се случува е го менуваш ставот и го гледаш некој со подобри очи. Но тоа мора стварно да си ја прифатиш таа одговорност. Мора стварно да си ја признаеш грешка. И во моментот кога ќе го направиш тоа, почнуваш да го гледаш другиот човек во поубаво светло. Еве одговорноста. Зашто човекот кога ќе ја прифати одговорноста, наредно нешто го менува ставот кон човекот кон кој што бил неодговорен. И затоа е важна работа на себе. И знаете, ниедна работа на себе, он работи на себе, ама го критикува другиот човек. За џабе работиш на себе, ако ти го критикуваш другиот човек, никош нема да си го смениш својот живот. Ама ако работејќи на себе ги увидиш сопствените грешки, кај си ги правел, тогаш ти се разубавуваш поради тоа што префаќајќи одговорноста и твоето причинување или непричинување кога си требал или требала, и ако го прифатиш тоа како сопствена одговорност, грешка, тогаш почнуваш другата страна и околината да ја гледаш како што треба. И тоа е секојаш така во релациите. Кога двајца стварно ќе искомуницираат и кога двајцата ќе преземат сопствен дел од одговорноста, се подобрува се, поради тоа што се подобрува гледиштето и видикот за другиот човек. Ама гледате, видикот за другиот човек е нашиот видик. Ние како гледаме е многу важно за нас преди се, не само за другиот човек. За другиот човек дефинитивно има улога огромна, но исто така има многу голема улога кај нас, поради тоа што гледате, ние живееме низ тој видик, живееме низ љубов или живееме низ омраза, живееме низ разбирање или живееме низ тврдоглавост, низ што живееме.
тоа што е во нас, тоа што е пред нас, тоа што го даваме на другите луѓе, низ тоа живееме. Живееме низ позитивната комуникација или живееме низ негативната комуникација? Живееме низ восхитот или живееме низ презирот? Тоа е нашиот живот. Дефинитивно ние на тој начин подобруваме или влошуваме други луѓе. Но кога ќе видиме дека нашиот свет се нашите гледишта, нашиот универзум, што е тоа што ние го гледаме, што човекот гледа е до него. Маргарет Хангерфорд вели, убавината е во окото на наблюдувачот. Сега гледате, секој човек кој што има убаво око, он гледа убавина. За жал, некогаш таа убавина кај нас ја снемува, поради различни причини, проблеми, едно, друго, трето, и почнат очиве да не гледа дека има убавина. Ствари има многу убавина. Сакам да ги наштелувате вашите очи да имаат убавина. Убавината е во очите на наблюдувачот. На тој кој што му е разочаран светот и му е падната енергија, неговите очи не гледаат, неговите очи гледаат неубавина. Кога сте љут, не можете да гледате убавина, гледате неубавина. Што ви тера да гледате убавина или неубавина? Вашата емоција, вашата енергија. Се човек кој што е разочаран, љут, со презир, огорчен, тажен, тој човек не може да види убавина никаде, поради тоа што го гледа само неубавото, поради тоа што се разочарал, паднал со емоцијата. На тој човек и да му збориш ти за надеж, оптимизам, тој не го слуша тоа затоа што се на различна фреквенција, тие зборови немаат значење за тој човек. Не те некој е разочаран, тага, ти му збориш за оптимизам, не допира тоа, вие зборите македонски, ама не зборите исти јазик, затоа што тој човек не го гледа тоа така. Ама замислете се ги он се охрабри да види, преземе човекот одговорност, се крене со самото тоа по емоциите. Што се случува? Очите се разубавуваат и почнуваат да гледат све убаво. Зашто кога ние ќе преземеме одговорност, си го подобруваме видот. Буквално. Видите, колку повеќе одговорност преземеме, толку поубаво очите ни гледаат. А колку повеќе сакаме околината, толку поубаво очите гледаат. Толку повеќе душата ужива. Знаете, душата ужива кога очите гледаат убавина. Ами очите да видат убавина, прво мораме да се разубавиме собствената душа. Убавата душа гледа убаво. Она душа на која што моментално може би не е најоптимално, може би да гледа негативни работи, но се е до вербата, надежта и љубовта и сите се ризик. И ако човек секојаш сака да е заштитен и да игра на сигурно, никош нема да ја види потенцијалната убавина. Во Америка има еден термин, два термина, вика believing is seeing, верувањето е гледање, каде што човекот верува и ќе го види нештото, или втората опција е seeing is believing. Дај прво да го видам, па ќе верувам. Видите, тоа се поскептичните луѓе. Дај прво ја да видам резултати, па ќе ти верувам. А другиот вика, верувам дека ќе направиме резултати. Верувам дека ќе биде добро. Верувам дека ќе биде супер. И обично и бива. У најмала рака, тој човек живе позитивен живот и живе во убава енергија. Верувајте, надевајте се, сакајте, сменете во гледиштето, убавината е во очите на наблюдувачот. Одбирам да гледам убавина. Некојаш ми викаат дека имам розови наочари, не, тоа се единствените наочари кои што ги знам. Поради тоа што одбираш да видиш убавина, затоа што одбираш да имаш убав живот. И по секој вечер се гледаме у петок. Чао!